Пожарите кои месецов беснеат во Македонија уништија повеќе од 4000 хектари шума, а досега регистрирани се 56 пожари во август, информираат од јавното претпријатие Македонски шуми. Од таму информираат дека по направената проценка на 22 пожари проценета е штета од околу 1 милион евра. Првичните анализи покажуваат дека дел од пожарите се подметнати, а дел се предизвикани од невнимание. Сепак во речиси сите случаи причинител е човечкиот фактор. Опожарената дрвна маса е повеќе од 7000 кубни метри, а пак штетата изнесува 72 милиони евра. Министерството за внатрешни работи веќе поднесе кривични пријави за 5 лица, кои се осомничени дека сториле кривично дело предизвикување на шумски пожар. 2 лица се од Македонски Брод, односно селото Могилец, кои се осомничени дека го предизвикале пожарот кој беснееше неколку дена во овој регион и кој уништи голема површина на шума. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство даде согласно за повлекување на целосната и враќање на делумната забрана за движење во шуми. Оваа делумна забрана не важи за регионите каде што е прогласена кризна состојба, односно за Македонски Брод и Чашка. Таму останува на сила целосната забрана за движење во шуми. Делумната забрана ќе трае се додека не се намали ризикот од појава на шумски пожари. Во Македонија има неколку активни пожари, но ситуацијата е под контрола, велат од Центарот за управување со кризи. Вчера попладнето пожар избувна во близина на селото Црнеец Битолско. Според информациите од противпожарната служба во Битола, пожарот започнал од Стрниште, но брзо се расширил кон блиската шума. 4 екипи на противпожарната единица, 4 возила и 12 пожарникари биле на терен и успешно го ставиле огнот под контрола.